Основниот суд, кривичниот суд, не го прифати првиот обвинителен предлог кој што го достави специјалното јавно обвинителство. Судот не го прифати ваквиот обвинителен предлог, затоа што, како што велат од кривичниот суд, не содржал обвинителниот предлог документ со кој што СЈО во него тврди дека е направена декласификација на информациите. Според основниот суд, бидејќи СЈО не доставил во обвинителниот предлог токму ваков документ, тие не можат да го прифатат како таков, затоа што не може непречено да се одвива понатаму постапката. Во соопштението што судот им го испрати на медиумите стои дека таков документ за декласификација на информациите, односно на доказите, е потребен заради овие класифицирани докази да можат да се користат понатаму во постапката, односно со нив да можат да работат стручните служби во судот, се со цел да се направи, односно да се оформи судски предмет. Известувањето денеска е испратено до специјалното јавно обвинителство и тие треба да го вратат, односно да го достават овој документ со кој што направиле декласификација на информациите во разумен рок. За сега од специјалното јавно обвинителство нема никаква информација или став по барањето од кривичниот суд за ваков документ. Според законот, по доставување на обвинителен предлог до надлежниот кривичен суд, првенствено судот испитува дали е целосен и дали ги содржи сите елементи овој обвинителен предлог и согласно законот судот може да го отфрли поднесокот ако подносителот, односно во случајов обвинителството, во оставениот рок не постапи по барањето на судот за исправка, односно за дополнување на неразбирливиот поднесок. Инаку во судската постапка, само за појаснување до гледачите, да објаснам дека се врши декласификација на информации се со цел со нив да можат да располагаат сите оние учесници во постапката, било да се судии или адвокати кои што немаат безбедносен сертификат. На тој начин, класифицираните информации се претвораат на еден начин со оваа декласификација во обичен документ за да може постапката, судската постапка непречено да се одвива. Во овој предмет кој што денеска добивме информација од судот дека не го прифаќаат поднесен од страна на специјалното јавно обвинителство, обвинети се 7 лица, тие се осомничени за кривичното дело фалсификување на службена исправа и според распределбата преку електронскиот систем на доделување предмети овде во кривичниот суд, предметот го доби кај судиката, беше распределен кај судиката Лидија Петрова. Тоа се информациите од судот во очекување на повратен одговор од специјалното обвинителство дали до судот ќе го достават овој потребен документ.